објавивте пакет економски мерки. Какви се според вас очекувањата, какви се проценките за економските последици од оваа криза? Добро, кога се радувам и соопштувам убави вести, тоа е добро, но политичарите имат одговорност да соопштуваат и лоши вести, односно вести кои што се должни да ги соопштуваат, за да народот ги дочека на нозе моментите кои што предстојат и деновите и месеците кои што се пред нас. Соопштивме сериозен пакет на мерки. Ретко кој го има соопштено на Балканот. Тоа е благодарение на тоа што дигнавме бруто домашен продукт од минус 1,8 на 3,6% и ова ја става државата во таква положба да развива. Благодарение на нашиот кредитен рейтинг и капацитетност да повлекуваме кредити. Драго ми е што се потпиши дополнителната заменичка министерка за ова прашање. Ќе бараме кредити, но треба да знаат граѓаните дека големите пари ги повлекува големите земји. Малку се парите, дел од кредитите ќе ја санираат состојбата, но дел мораме сите заедно солидарно да го понесеме. Мораме да ги поддржиме работниците, мораме да ја поддржиме економијата и фирмите, заради тоа што доминантно тие го полнат буџетот. Доминантно тие го крепат и го развиваат бруто домашниот продукт и доминантно се тие кои што обезбедуваат плати на нашиот народ, плаќаат даноци и давачки и го генерираат развојот севкупен на земјата наша. Во такви околности мораме да имаме рамномерна распределба на товарот кој што сите мора да го понесеме. Ние нашите мерки како политичка партија ги испорачавме до владата. Владата е таа која што конечно ќе одлучи. Ја има нашата поддршка, партиципира СДСМ најповеќе во таа влада, да ги развијат сите модели, да ги слушнат сите искуства и анализи и секако да донесат одлука. Но треба да знаат граѓаните, и тоа ќе го кажем јавно, дека очекувањата на наплатата на приходите се помеѓу 30 и 40%. Значи едно 60% ќе фали. 30% ќе ги надокнадиме ако обезбедиме кредити повеќе од 1 милиарда и 200 милиони. А во моментот ни нудат не повеќе од 600 милиони. Еве да обезбедиме милиарда и 200. Останатите 30% мора да кратиме, мора да штедиме, сето тоа што не директно задира во приватната потрошувачка или во јавната потрошувачка. Тоа значи дека сите ставки кои што досега гледам финанси ги крати, а тоа се сите непродуктивни трошења, сите необходни трошења, сите оние средства кои што одат надвор од државата или слично се кратат. И тоа се некаде преку 7 милиарди денари кои што гледам по проекциите како се одвиваат за кратењето, но не е доволно. 30% од буџет од близу 4 милиарди е милиарда и 300. И мора да знаеме дека тоа мора да го понесеме заедно сите. Развојот, колку побрзо го сватиме тоа, толку поуспешно и поефикасно ќе се справиме со кризата. Ние можеме да правиме купување од празно во шупло, едно во друго. Треба да знаат сите дека буџетот е лист хартија. Реалните пари ги нема во буџетот. А тој буџет треба да помогне и на работниците и на стопанството. Затоа мора да споделиме. Секако, ваквите мерки кои што ги предложивме, не се сите благопријатни. Благопријатни се за стопанството заради тоа што знаат дека може да сметат на својата земја. И верувам дека ќе ги развиваат и вториот пакет на мерки. Еве и ние дадовме наша сугестија како СДСМ, како влада, за да може да се помогне. Но заемното, солидарно, заедничко распределување на понесувањето на трошоците мора да го направиме. Ако го направиме, имаме големи шанси да го скратиме периодот на пребродување на кризата. Ако не го направиме, треба да бидеме спремни на се. Државата мора да ги извршува основните функции. Да пушта пари на болниците и на аптеките, за да има лечење и да има лекови. Полицијата, војската мора да бидат обезбедени за се. И сега ни требаат во оваа криза и ќе ни требаат. Треба да знаеме дека еден дел мора да понесеме сите на плеки. Тоа не е благопријатна вест, но политичарите кои што водат грижа за државата и за својот народ мора да бидат спремни да соопштуват и неблагопријатни вести. Јас го кажувам тоа отворено и честно, без било какви политички калкулации. Лесно име на некој од другата страна да се прават фраери, да изиграват паметни, да дават било какви сугестии, само да се оберат популистички поени. Треба точно да се каже каква е состојбата. Еве ја кажувам, онака како што ние од Социјалдемократскиот сојуз се знаеме. Владата исто така ќе го соопшти тоа во сите детали. Не се сомневам во тоа. Како ќе се организираме од нас зависи. Како тоа ќе се справиме со тоа од нас зависи. Државата, владата, парламент, сите
постојат заради народот. Како народот ќе донесе одлука, на крајот така ќе биде. Но верувам дека ќе стиснеме заби за краток период, заедно тоа да го понесеме, за да не трае долго, па мораме сите многу подолго тоа да го понесеме. Не е само кај нас, насекаде во светот. Го гледаме. Мерките веќе голем дел од владите ги следат. Еве Хрватска, еве Босна и Херцеговина и многу други земји и Словенија следат многу истоветни мерки како нашите. Верувам дека развиваат модели и ги соопштуваат веќе таквите модели за кратење. Мора да почне кратење и верувам дека тоа ќе биде на солидарна основа, на онаков начин како најпаметните луѓе во државата тоа ќе го дефинираат, секако со поддршка на институциите и народот наш. Јас сум убеден дека ќе пребродиме оваа криза. Пребродивме многу, еве се радуваме на овие големи успеси, двете стратешки цели ни се исполнети. НАТО бидна, членка сме на НАТО. Почнавме преговори со Европската унија. Тоа се двете стратешки цели. Можеме да бидеме горди како генерација дека оставаме известност и оставаме иднина на децата и на генерациите кои што доаѓаат после нас. Ова криза, само заедно ако бидеме сплотени, искрени, честни и посветени, заедно ќе ја пребродиме. Се надевам за многу покус период од она што се претпоставува во светот дека ќе трае како економски импликации од коронавирусот.